Здраво, вие слушате радио канал 103, ова е 109-тото издание на емисијата TV 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една ТВ серија предводена од два силни перформанси на една актерка, која ги глуми двете близначки гинеколози кои сакаат да отворат собствен центар за породување, кај што ќе може непречено да експериментираат со растењето на ембрион во лабораторија, на тој начин обидувајќи се да ги надминат границите на природата, но за да ги исполнат нивните цели, најпрво мора да добијат финансии од можеби најарогантните и најсебичните богаташи што сте ги погледнале во малиот екран. Со односот на сестрите е крајно проблематичен, затоа што во нивната меѓусебна зависност тие се обидуваат да ги споделат пред се сите своји животни искуства, меѓутоа тоа да го направат по секоја цена. И станува збор за близначките Елиот и Беверли Ментал, кои ја предводат серијата Dead Ringers, работена за Амазон, која е ремейк на култниот игран филм кој го носеше истото име од 1988 година на маестро Дейвид Кроненберг. Така што денес ќе ви говорам за ТВ серијата која што се базира на истата новела на која што се базира и самиот култен филм со Джереми Айронс од 1988, меѓутоа на почетокот на емисијата имавте можност да слушнете три композиции од одличниот и прилично свеж албум на бендот Atomic Annie, или ако веќе милувате да ги наречете нагалено Ени. Станува збор за фински стонер рокери кои што имаат значително агресивен фаз во нивните композиции, а можете да слушнете Diamonds and Gold, Violent Violet и Creeps, односно три творби кои што се наоѓаат на нивното студиско првенче, именувано како Sick Frustrations New Foundations, така што се надам дека во иднина ќе може да слушнеме уште многу изданија од овој моќен фински стонер рок бенд, од кој што ќе слушнеме продолжение спорадичната Make the World Burn, која што исто така се наоѓа на нивното албумско деби остварување на оваа моќна стонер петорка од Финска. Доколку сте заинтересирани да дознаете на кој начин ќе се обидат да создадат нов живот овие докторки, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која планира сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за огатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнеме програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, ова е 109-тото издание на емисијата TV 103, кое што е посветено на ТВ серијата Dead Ringers, која представува психолошка трилер, мелодраматичен, ајде да го наречеме мини серијал, создаден од Алис Бърч, која што ја знаете како сценаристката на успешната ТВ серија Succession, потоа Conversation with Friends исто така ја пишува, како што има и пишува на неколку епизоди од Normal People, и авторка е на сценаријата на филмовите The Wonder и Lady Macbeth. Таа беше емитувана на Амазон, конкретно на Amazon Prime. Оваа серија со тоа што од март, април и мај на Амазон може да и погледнете новите ТВ серии Swarm, The Power, The Citadel, Class of 07, Greek Salad, The Pimp, No Fucking Fairy Tale, Angel Flight, No Traces, Redefined, J.R. Smith. Што значи дека за овие 3 месеци Амазон имаат објавено само 9 серии, просек 3 месечно, што е едно здраво темпо за вадење на серии според мене, само прашање е колку од нив се всушност квалитетни или се обидуваат да задоволат некаква си широка популација која што останатите стримери не успеале да ги земат и да ги категоризираат на нивните канали, и задоволувајќи ја популацијата токму со тоа, со медиокритетот кој што би го поседувала оваа серија. Таа вечна криза на идентитет која ја имаат Amazon Prime е најголем проблем на корпорацијата која влезе со серии во Prime затоа што им се може. Не дека имаше некоја сингуларна визија од страна на Amazon. Јас веќе пола година одбивам да говорам за нивна серија затоа што епизодата која што последна ја направив од нивните серии The Peripheral
ми ја забранија на YouTube во мигот кога ја објавив со закана за исклучување на каналот, така што не ни имав намера да промовирам серија во нивниот им канал, ама ете, правам исклучок па да видиме дали ќе добием уште една закана од нивна страна, затоа што сакам да го промовирам нивниот материјал. Само The Boys и Them ги обновуваат без никаков сомнеж што нови сезони, а се останато канцелираат, односно откажуваат после првата сезона. Во најава се The Horror of Dolores Roach, Deadlock, I'm a Virgo, Whole Beans, The Griffon, потоа Katleya Killer и документарните One of All и The Right. Така што од кои не ми звучи ниту една посебно впечатливо, освен хоророт за Dolores Roach, и не верувам дека некој од нив би ги погледнал за да ви можам да ви говорам во рамките на оваа емисија, заради тоа што и јас треба да направам првична селекција на што да го трошам, например, овој викенд времето кое ми е дадено на располагање, за да можам да ја погледнам, со оглед на тоа што овие серии сепак минимум 6 часа треба да одвојам за нивно гледање, така што тука и селекцијата треба да биде поригорозна за тоа на што ќе му се даде шанс. Објавено беше во целост на 21 април, што е за пофалба од страна на објавувањето на комплетни ТВ серии, број 6 епизоди со време трајање од 1 час, што значи дека за 6 часа ќе ја погледнете цела сезона. Јас ја преполовив на 3 часа, ја изгледав во 2 дена, ја имам таа практика со тоа што добивам нешто како прилично долг игран филм во една доза, така што ги третирам сериите од овој калибар како два обемни филмови кои што ги гледам за време на еден викенд. Таа се базира на новелата од 1977 година, именувана Twins, напишана од Бери Вуд и Джек Гисленд, која првпат ја адаптираше Деви Кроненберг во истоимениот игран филм, како и самата ТВ серија. Филмот датира од 1988 година, со Джереми Айронс, извинувам, во главната улога на ова филмско ремек дело, кое што од мали нози сум имал можност да го гледам на ТВ каналите, на домашните пред се ТВ канали во 90-тите и раните 2000-ти, така што и тоа како сум запознаен со содржината на самата серија уште пред да ја погледнам. Во серијата станува збор за Беверли и Елиот Ментол, тоа се имињата и на самите доктори кои што ги глумеше Джереми Айронс од оригиналниот филм на Кроненберг, односно тоа се гинеколози близначки кои се незадоволни од работењето во болницата, во клиниката во Бруклин, кај што ги немаат сите потребни услови за реализирање на нивниот професионален потенцијал, а и самите пациенти не ги добиваат сите можности кои што ги нуди медицината, со оглед на тоа што колку ќе платат, толку и ќе бидат услужени, и пред се сакаат да отворат нивна пософистицирана клиника, па затоа бараат финансиерки кои ќе им го остварат сонот за непречено да може да експериментираат со создавањето на ембриони во лабораторија и нивно растење во бебиња во екстерни услови, како што тоа има намера да го направат со цел да ги скршат природните закони. Контрадикторен и комплициран пред се зависниот со однос кој што го има сестрите помеѓу себе, затоа што Елиот е таа што е ненаситна, гласна е, секоја што апетити, хедонистички пориви, а Беверли е таа која што е повлечена, резигнирана и ненаметлива, па и од друга страна е девојка која што е добротворна и гледа секојаш на хуманата димензија на Хипократовата заклетва, за разлика од нејзината сестра која што сака да си се забавува пред се. Па затоа Елиот сака се да доживее и да искуси, што и самата Беверли искусила, со надеж дека никогаш нема да ја напушти Беверли. Таа дури се инволвира во правењето на бебето кое сака да го роди Беверли, и кога таа ќе си фати девојка, која е позната актерка, се нарушува нивниот зависнички
Особено со оглед на тоа што Беверли ќе сака да се оддалечи од деструктивното однесување пред се на Елиот, која во еден пијан и надрогиран миг ќе убие бездомничка туркајќи од низината тераса од луксузниот апартман и наредниот ден нема да се присети дали сето тоа било вистина или само некаква си измислица. Тие се пред се арогантни гинеколози кои што нели сметаат дека се најдобри во својата професија во цел свет и сакаат да ги поведат правилата и законите на природата, најпрви надминувајќи го лимитот кој што е допуштен за чување на бебиња лепрувета зачнати во лабораторија, не само како обид за заситување на егото, нели дека се најдобри, туку и како нездрава причина за нераскинување нивната заемна врска. Баш и тука доаѓа таа реплика на не си искусила додека не искусам јас Елиот, која што ја посочува со оглед на тоа што Елиот е таа која што е погласна и по екстровертна, таа е таа која што ги носи девојките во буквално пленот го носи за Беверли во незиниот дом. Амазон заедно со Анапурна објавија дека ќе снимаат серија уште во август 2020 година. Започнаа една година подоцна со снимање во Њу Јорк и дури една од собственичките на локациите кај што е снимало им соопштила на продуцентите дека била породена од страна на вистинските близнаци гинеколози на кои што се базира самата книга, кои во реалноста се пронајдени овердозирани во нивниот стан. Епизодите од првата сезона се нумерирани само, не се именувани со некакви си називи, топоними или каква и да е друга естетизација, едноставно од 1 до 6 се нумерирани, а на 15 април беше серијата емитувана на Канес Серис, односно Кански фестивал на ТВ серии во долг формат, таа конкуренција, ама не ја освои главната награда, кај што беше наградена норвешката Power Play, а таму беа прикажано и моментално актуелните серии кои што се емитуваат Silo и Fatal Attraction, играат и првите 2 епизоди, ако не се лажам, од Dead Ringers на BFI, филмскиот фестивал, каде што имав можност да погледнам едно видео интервју со самата екипа по завршувањето, односно по прикажувањето на првите 2 епизоди. И ова е убава практика пред се за експонирање на ТВ серии кои што поседуваат филмски естетски вредности да бидат прикажани на фестивали од висок ранг, за да може љубителите на филмови кои што имаат премногу, односно љубителите на филмови кои исклучиво се емитуваат на филмски фестивали, имаат предрасуди во нивниот живот заради тоа што само ги гледаат најдобрите филмови што таму им се сервирани, имаат можност да погледнат малку подалеку од нивната предрасуда и да увидат дека високата естетска норма може да биде исполнета и во рамките на вака одлично снимените ТВ серии, кои што, сега говориме за визуелен план, се работени пред се од автори кои доаѓаат токму од таа независна американска сцена. Мислам, оваа серија е режирана од страна на режисерот на Марта Меси Мей Мерлин и на The Strange Ones, така што тоа се автори кои што уште немаш посочувам и на Карин Кусам, нели, Джениферс Боди. Така што ова се автори кои што доаѓаат од независната американска сцена и таа тој нивен авторски подпис пред се е воочи во секоја од епизодите. Покрај ова серија Соска сестрите, кои што се близначки, го режираа ремейкот на Ребит, надополнувајќи оваа теза за феминизирање на филмовите на Кроненберг од страна на авторки, кои бираат силни женски ликови да ги предводат делата, на кои Дејвид не е воодушевен зашто некој си има решено да му ги реобмислува неговите дела, но ете, авторките сакаат да направат нивна верзија на ова ремек дело, кое секако дека е недостижно за нив, ама јас ги прифаќам како нивни љубовни писма кон мајсторот на хорор филмот. Така што допира оваа серија и до класизам, до зависност кој што се впрегнува помеѓу двете девојки и иако започнува од мелодрама, ескалира во тоа што се нарекува near future in fiction, односно се извинувам за изговорот, односно near fi, со кратка форма, каде што во блиска иднина се разработува во научно-фантастичен манир самиот епилог, така што е по
оперски со големо крешендо со екстензивирање на жанровски елементи во самиот крај на оваа серија. Серијата малте не помина незабележано, се појави викендот и не предизвика некакви си бранувања ниту дополнителни разговори, за токму поради тој авторски печат и белег кој што е наменет строго за љубителите на авторското кино, а не е баш за секој што ќе кликне некаков линк на Amazon Prime, односно не е за пошироките маси, иако таму беше пласирана за да биде што е можно подостапна. Така што тука ќе направиме една кратка музичка пауза и во продолжение на емисијата ги слушаме El Kako. Станува збор за бенд кој што доаѓа од Лилестром во Норвешка, значи од Финска се селиме во Норвешка, ги поминуваме скандинавските земји, каде што се наоѓа ова моќно трио, кое што го сними нивниот албум Uncelebration, од кој ќе имаме можност да слушнеме The Taste of Wine, Pockets и Losing It All. Станува збор за бенд кој што прави некаква си своевидна комбинација помеѓу стоner рок елементите, меѓутоа ги комбинира и со гранж влијанија, така што е еден убав, моќен рифаџиски бенд во кој што се надевам дека ќе уживате. Така што продолжение слушаме El Kako и потоа се враќам во да ви говорам за улогите, односно актерите и актерките кои што ги имаат во ТВ серијата Dead Ringers. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 109-тото издание на емисијата ТВ 103, кое што е посветено на ТВ серијата Dead Ringers, а во вториот сегмент на емисијата ќе ви говорам за улогите, односно за актерите и актерките кои што ги имаат во оваа ТВ серија предводена од Рейчел Вајс. Ја знаете како сопругата на Даниел Крейг, односно сопругата на Джеймс Бонд. Потоа таа има глумено во Dead Machine, таму има почната својата кариера во филмот. Потоа во Stealing Beauty, The Mummy со Брендан Фрейзер, Beautiful Creatures, глумеше во Константин, глумеше на Фонтан на Аронофски, во My Blueberry Nights на Карвај, во The Lovely Bones, во Агора, во The Deep Blue Sea, во Лантимосовиот The Lobster, во Youth, во Disobedience, The Favorite, уште еден филм на Лантимос, така што таа ги глуми Беверли и Елиот Ментол, односно глуми двајца гинеколози кои сакаат да отворат нивна клиника, но потребно е да ги разубедат најпрво финансиерите за нивните цели, а од друга страна и финансиерките да имаат профит со тој подвиг кој што би го направиле. Нивниот сооднос е прилично комплициран, се базира на меѓусебна зависност, кај што Елиот е екстроверт со апетит и хедонизам, а Беверли е интровертката, кои одлично ги глуми ликовите со истите имиња од оригиналниот филм на Кроенберг. Значи имаме зависничка и повлечена девојка, чиј што сооднос се нарушува кога Бев ќе сака да се оддели од незината заедно со незината девојка од незината сестра, која што ќе ја напукне врската која што има со неа и на тој начин ќе ја револтира и ќе се воспостави еден дисбаланс помеѓу нив до крајот на сезоната. Кити Хоторн е всушност незината стендин, која што е млада актерка од драмски, која глумела на местото на незината сестра, за да може Рейчел Вуд да ја глуми другата сестра и потоа ги менувале улогите и се менувала цела техничка екипа, значи најпрви ја глуми Елиот, а потоа Беверли, значи прво агресивната верзија, па повлечената верзија со тоа што незин стендин, односно дубл секогаш е Кити за да може да ги сподели репликите и да има айлайн за гледање и едноставно без разлика на тоа што ќе ги повтори истите реплики, убаво е да има актерка, партнерка во самата сцена во која што полесна со визуелните ефекти ќе се суплементира, меѓутоа потребно е додека се глуми да не се глуми со зелено топче, туку да се глуми со човечко битие кое што ќе прави реципроцитет на улогите. Така што Кити ја има завршена таа функција во филмот.
Бритне Олдфорд, неја ја знаете од комедијата Free Guy, потоа таа глумеше и во American Horror Story во Asylum, глумеше во ТВ серијата Hunters и во Umbrella Academy, таа е Genevieve Cottard, односно актерка во која се заљубува Беверли, иако Елиот е таа која што подлажно, нели, име ја излегува со Genevieve, за потоа да сака Беверли да се одсели од станот кој што го дели со Елиот и живее, односно започне да живее со актерката која што глуми во филмот Ребит, која не ја поднесува многу Елиот, меѓутоа не се чувствува пријатно во начинот на кој што таа е објективизирана во самиот Ребит и се бори со таа стереотипизација за вредноста на хорор филмовите во широката популација, односно со тие предрасуди со кои што сите се соочуваме до денес, па и самата ТВ серија ќе се соочува со тие стереотипи на малумие. А Genevieve, самото име го добива со оглед на тоа што, ако не се лажам, Genevieve Bujold се нарекуваше актерката која што ја глумеше улогата на девојката која се најде помеѓу браќата Ментал во оригиналниот филм на Дейвид Кроненберг. Потоа во серијата се појавува и Попи Лиу, таа ја знаете од ТВ серијата The After Party, таа глуми во Tales of the Walking Dead, во Hex и во Better Call Saul. Ја глуми Грета, која што е помошничка во домот на сестрите Ментал, прифатена од нив, е доста енигматичен лик, која што е ликовна уметничка и прави инсталации со помош на предметите кои што без да знаат се земени од домот на самите сестри и ги искористува за незина инсталација, на која што на во самиот изложбен салон дознаваме дека почината е незината мајка на незиното пораѓање и таткото баш и говори, односно има една многу драга сцена во која што тој говори дека се повеќе личи ќерката на неговата сопруга, што е еден начин на кој што самата Грета стапува во контакт со резигнираниот незин татко, така што има една мала нишка која што ја провлекува во рамките на ова арк на самата Грета. Дженифер Ил, која што ја знаете како актерка која што глумеше заедно со Речел Вуд во Sunshine, потоа таа глуми во Soderberghovиот Contagion, глуми во Zero Dark 30, потоа се појавува во трилогијата 50 Shades of Grey, глуми во одличниот Детройт, во Vox Lux, во Saint Maud, во John in the Hall, во She Said, едноставно актерка која што исто така владее со квалитетни филмови и улоги кои што ги има во нив. Таа ја глуми Ребека Паркер, односно таа е богаташката која што е инвеститорка во клиниката на сестрите Ментал, која треба да ја разубедат за да ги даде низините пари, да ги инвестира, која од една страна па ја сака спонтанноста на Елиот, а од друга страна ја мрази хуманоста на Беверли, со оглед на тоа што таа е тврдокорна капиталистка која сака да види профит од инвестицијата и нормално други да и раѓаат деца. Меѓутоа, таа ги брои парите кои што ги инвестира со надеж што е можно побрзо да ги дуплира или да извади што и баш поради тоа одлучува да ги вложи во сонот кој што го има сестрите Ментал. Майкл Чермус глуми во Werewolves Within, во The Kindergarten Teacher и во The Dinner. Тој во оваа ТВ серија е Том, односно доктор истражувач во лабораторијата на сестрите Ментал, кој работи претходно во болницата во Бруклин со нив и кога ќе биде под истрага експериментот пронајде во неговата лабораторија, сестрите условно кажано го оценуваат да работи за нив, затоа што се надзира суспензија на него, кој е морално несупериорен и информиран за злоделата во лабораторијата на Елиот и не му представуваат никаков проблем да учествува во нив со оглед на тоа што ги донира пред се неговите сперматозоиди за потребите на експериментите на Елиот. Джереми Шеймос, го знаете од My Rain is Black Bottom, Bad Education, The Big Sick, Birdman, The Disappearance of Eleanor Rigby, Him, Taking Woodstock. Тој глуми Джозеф, кој што е раководен во клиниката на Ментал, и да не заборавам се да напоменам дека во серијата се појавува и Емили Мид, таа ја знаете од My Soul to Take на Craven, потоа од Trespass,
Во Money Monster глумеше, во НРФ во Trial by Fire, се извинувам, во ТВ сериите The Deuce, The Leftovers и Fringe. Таа е Сузан Паркер, жена која што е обземена со идејата да има удел во клиниката на Ментал, со тоа што се прокламира дека ќе биде мајка на сите новороденчиња од клиниката. И во серијата се појавува и Натали Вуланд Торес во улогата на Хедер и Натаре Гума Мбахо Мвине како новинарот Сайлас Джордан. Тоа е еден од новинарите кој што се обидува да направи едно свое негово истражување за работењето на сестрите Ментал, еден интимен портрет да профилира пред се за нив, со тоа што тој ќе дојде до тајните кои што тие се обидуваат да ги скријат, односно нивното неморално и неетичко работење и експериментирањето со бебиња ќе сака да го обелодени, со тоа што во самиот епилог на серијата ќе се направи една контраофанзива од страна на екипата која што стои зад отворањето на клиниката, за да не му се овозможи тоа задоволство да ги обелодени тие вистини во неговиот напис. Така што имаме нарцисоидни, себични и зависни ликови во оваа ТВ серија, во која што смртта за нив е болест за која што го бараат лекот за да ја излечат. А ако смртта за нив е болест, бременоста дефинитивно не е третирана како болест, како туку еден природен начин за оплеменување на земјата со нова популација, кој што на сосема поразличен начин се третира во клиниката која што ја градат самите сестри Ментал, односно клиника каде што дури и самите мајки кои што треба да се породат го прават тоа без присуство на докторките, доколку нели не сакаат да бидат присутни во самиот процес. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза и во продолжение слушаме бендот High Leaf, односно ќе слушаме неколку композиции од нивниот албум Vision Quest, Green Riddler, насловната тема и Painted Desert, се композициите кои што ќе имаме можност да ги преслушнеме од бендот кој што доаѓа од Филаделфија, односно од Пенсилванија, од САД. Се селиме од Норвешка за САД, каде што ќе може да ги слушнеме овие психоделични heavy psych, stoner rock музичари кои што имаат влијание од гранж сцената, така што доколку сте љубители и на Red Fang и на Mother Slug, дефинитивно ова ќе биде бендот кој што ќе уживате во него, како што самото име посочува, High Leaf, љубители на се моќната тревка, така што ќе слушнете композиции кои што се инспирирани од нив и нивната им божица. Така што во продолжение на емисијата ги слушаме High Leaf и потоа се враќам во да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува ТВ серијата Dead Ringers. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 109-тото издание на емисијата ТВ 103, специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, во која што ви говорам за ТВ серијата Dead Ringers, која за самиот крај на емисијата, во третиот чин на ова издание, ќе ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува серијата, односно еден своевиден шаблонист кој што мора да помине секоја серија која што се анализира тука. Едно сито и едно решето, ако повеќе би милувале да се изразам на тој начин, каде што има одредени критериуми кои што се ставени во прашање кога некоја серија се анализира во рамките на ТВ 103, а оваа серија има само титул карта на среде кадар која што се појавува, за жал нема комплетна најавна шпица, а би гледал анимација, например, со симетричните ликови, баш се интригантни постерите кои што ги имаат работено као промо материјал, посебно тоа со јагнеза, така што интересно би било да се забележи некакво поигрување со симетричност на близнаци, меѓутоа тоа не е реализирано, освен начинот на кој што на интересно место се појавува самиот наслов во секоја од епизодите. Режисери се Шон Дуркин, тој ја има режирано Марта Мейси и Май Мерлин, кој работи пилотот на оваа серија, потоа епизоди имаат режирано и Карена Еванс, Лорен Волк, која што има работено The Strange Ones,
Карин Кусама која што снимаше Jennifer's Body и финалето го снимаа заедно Шон и Лорен. Шон го воспостави ја воспостави симбиозата помеѓу стерилноста и гназотијата која што треба да биде печат на оваа серија на визуелно рамниште. Поглед на музиката, Мурей Голд е авторот на композициите, на самиот скор, кој што го знаете како композитор на Доктор Ху, ама доаѓа до израз во партитурата кога нели се ликовите молчат и која ја наголемува тензијата со помош на неговиот звучен напад, ама не ја најдов во целост да ја преслушам, како што правам за сите други епизоди, ја нема дури ни на YouTube, така што правим се ригорозни во контекст на ексклузивитетите кои што ги нудат и затоа нема да може да слушнете ништо од музиката која што има работено Мурей за оваа серија, а музичкиот избор кој е на самиот саундтрак тука веќе Амазон го отвориле своето чекмедже и купиле правата за композиција од Eurythmics, Celine Dion, Coldplay, Soft Cell, Diana Ross, Rick James, Moby, Jeff Buckley, Elvis, Bauhaus, Joy Division, Human League, The Supremes и Doors. За крај, како The End ја имаат откупено за самиот епилог. Погледна сценографијата, има разлика во клиниката во Харлем, кај што прво работат сестрите и новата каде што односно нивната клиника, која што и воопшто не е клиника, туку жените сами во една ситуација се пораѓаат и има луѓе кои што го наблюдуваат тој процес и асистираат докторите од другата страна на стаклото, а исто така прикажан и луксузниот стан во кој што живеат двете сестри, така што и домовите се разбира каде што и посетуваат богаташите за да ги изнудат парите за основање на овој центар. Во погледам фотографијата, Лора Мариан Скончалвес и Джуди Ли Липес се кинематограферките, односно снимателките на епизодите, каде што има спојна честината со стерилните пространства во контрадикција со крававите чинови на самото пораѓање, кои што затемнети се интериерите и лабораториите делуваат како некаков научно-фантастичен филм да се произнесени. Во поглед монтажата е работа Даниел Валверде, Ерика Фридмаркер, Алфонсо Кончалвес и Лиса Ласак. 1 саат трае секоја епизода и ја работат во манир на начин на кој што би монтирале еден игран филм. Погледам костимографијата и шминката, ова е модерно доба со фамозни црвени наметки за оперирање, кои што се препознатливи и ремесцентни на самиот филм на Кроненберг, ги има и тука, докторките Ментал ги облекуваат. Во поглед на надприродното, освен ако ги земеме предвид тие научно-фантастични исчекори во медицината, нема друг драстичен скок. Во поглед на хуморот го нема исто така, меѓутоа еротика можело да има повеќе, со оглед на тоа што Елиот си игра премногу со мажите кои што ги полудува и ги употребува и ги фрла. Дали станува збор за некоја случајна средба во кафуле или па тројката во која што учествува или па со мажот на една од бремените сопруги, така што Елиот си поигрува на секој можен начин со нив во поглед на падури со незиниот помошник кој што и асистира во процесот на создавање на ново бебе. Во поглед на ефектите имаме практични ефекти како што се примесите на крвта и секако прикажување на пораѓањето, меѓутоа има визуелни ефекти кои што се применети од самиот процес на дуплирање на глумата на Рейчел Вајс и поставување една до друга. Во поглед на флешбекот ги имаме мајката и таткото како млади, кои што млади родители на близначките кои што и полудувале, во контекст на халуцинација може да се земе убиството кое што го извршува Елиот, жанровски психолошка трилер мелодрама, се говори на англиски јазик, а во поглед на недостатоците секако дека е интересна идејата да се погледнат Беверли и Елиот како девојки и да се нагласи пораѓањето како конститутивен елемент во серијата, ама првата епизода кажува се што соопштува филмот и потоа само се шетаат сестрите во различни елитистички кружоци, пола сезона тоа го прават. Не знам колку има доволно свежи идеи за овие 6 сати на материјал,
Меѓутоа, не сметам дека направи некаков си драстичен исчекор во контекст на прераскажувањето на действието, единствено беше заменет полот и ставена друга перспектива на проблемите со кои што тие се соочуваат со оглед на тоа што браќата Ментал не може да забременат, тоа може да се случи со сестрите Ментал. Меѓутоа, колку е тоа драстично, радикално и исполнително, не знам. Тоа е дискутабилно веќе. Погледам континуитетот на епизодите, тие се едночасовни, така што има празен од во нив, и неизбежно е да го има, ама мал број има на ликови, така што горе-долу е концизна приказната и се затвораат одредени патила кои што тие се впрегнати во поглед на нивното градење на ликовите, откако ќе го се запознаеме со сестрите во првата епизода, потоа фокусот е на споредните ликови кои ги надчекуваме секоја наредна епизода, ги спознаваме дел по дел, ги нема премногу, ама па има место за сите нивни арки да се развијат. Веќе напоменав дека ова е адаптација на новелата Twins и пред се првата итерација на адаптирањето на оваа новела е Dead Ringers од 1988 во режија на Деви Кроненберг, во главна улога Джереми Иронс ги глуми двете улоги на Беверли и Елиот, така што го имам магичен филм, едноставно го имам непребројани пати гледано на малиот екран. Во поглед на атмосферата, таа е драматична, која ескалира со самиот тек на одвивањето на серијата, додека пак гледливоста е загарантирана и убедливоста е постигната. Во поглед на епилогот, за да не му се даде сила на новинарот да објави некаква си негова теза на неетичност, која што нели се обидува да ја протне, ќе за однесувањето пред се на сестрите Беверли јавно се откажува од уделот на Елиот во клиниката, а таа се обидува да ја добие низината сестра на телефон, кога оди да ја посети, нели додека Дженови снима филм, наоѓа две бебиња фетуси во кои Франкенштајновски си ги направила низината сестра во лабораторијата и тука настанува влегување една во друга, односно физички интервенирање во животите, кај што Елиот според мене ја убива Беверли, ги зема бебињата и глуми дека е таа, како што Беверли нели не знае. Прашањето е како не би ја знаела девојката со која што била во група за самопомош и се пресретнала со неа. Не сум љубител на одговорот дека се е било сон, мислам дека е тоа ефтин начин на кој што може да се покријат сите проблеми кои што би ги иницирала некоја серија. Не сум љубител на тој изговор, така што јас сум повеќе за тезата дека Елиот ја убил Беверли и помошникот го влечка незиното мртво тело во автомобилот. Со сила евалуирам оваа серија од 8 од 10. Продолжение можеби ќе има. Верувам дека не би ја одбиле Рейчел Вајс ако дојде со ново сценарио, а ако Елиот нели израсне близнаци, тоа би било интересно, ако ги израсне всушност би било интересна девиза заедно со Дженовив, дали таа ќе препознае дека е Елиот, а не е Беверли, дали можеби Сайлас ќе продолжи да копа понатаму, за тоа не сме запознаени, меѓутоа се надеваме дека ќе биде образложено. Слични серии на ова може да и напоменеме Insanity, The Haunting of Bly Manor, Lovecraft Country, Cabinet of Curiosities на Гилермо Del Toro е блиска, Midnight Club From е прилично блиска, Servant, Haunting of Hill House, Black Summer, може да ја напоменеме секако You е една од сериите кои што се доближува до манипулацијата која што имала серија Echoes, да ја напоменеме I Know This Much Is True, потоа старата серија Two, исто така е интересна како референца за ова филмот Seconds Apart може да се напомене или па филмот Look Away. Така што има и доста филмски остварувања кои што се блиски и сродни на Dead Ringers, така што во најмала рака може да ги погледнете и овие серии кои што ви ги напоменав.
а традиционално по завршувањето на секоја од овие емисии на Канал 103, а и мојата YouTube емисија Видеологија, може да ги пронајдете на мојот YouTube канал, кој што гласи на името Златко Ѓелевски, така што таму ќе најдете и оваа епизода овој викенд и може да ги пронајдете неколку од епизодите на Mixcloud и на Мега. А доколку сте заинтересирани да погледнете неколку културни настани кои што може да ги понуди Скопје и нашата ни држава. Секако дека утре е проекцијата во 20 часот, односно петок во МСУ, во Музејот на современа уметност, Годар човекот филм, документарен филм како најава за филозофскиот филмски фестивал. Потоа 27 мај почетокот на Нихонџи, односно фестивалот на јапонска култура, и 10 јуни сабота Metal Discharge, четврто издание, метал фестивалот на ракометното игралиште во Битола. Потоа денес во тек е и овој викенд крај Вардарот Джез фестивал во Филхармонија и во Младинскиот културен центар. Во 21 часот во Old School Златни ќе пушта музика под именуван настан како Мрак. Потоа утре во 21 часот во Охрид во Ребел настапуваат Амброс и Сайдон во настанот именуван како Opening the Abyss. Livewire ги свира Guns N' Roses во Браво утре во 22:30. Аниме Рейф имат исто така во сабота во 20:30 како предфестивалска забава за Нихонџи, тотално опуштање и Сватовски настапуваат ова сабота во Браво 20 часот. Така што Офест започнува на 7 јуни, ќе трае до 10 јуни во Националната опера и балет. Блейм Кандински од Грција и Димиш од Македонија настапуваат во Браво ова сабота од 20:30. На 24 мај и 25 се одржува Cotton Blues фестивал од Младинскиот културен центар, во Куманово се одржува Филмај, филмскиот фестивал за краток филм. На 30 мај во Занаечискиот дом Стрип Трип фестивалот се одржува на 17 и 18 јуни во сабота во Младинскиот културен центар и останува кон крајот на годината 30 јуни до фестивал во Дојран и Аморфис гостуваат на 2 ноември во 19 часот во Младинскиот културен центар како загревање на таксират. За крајот на емисијата ќе слушнеме една моќна и долга композиција, односно последната творба на албумот Ашарај, кој што е на бендот Apex Ten, именувано како Годавари. Доминантно инструментален бенд, има повремени вокали, меѓутоа овој бенд кој што доаѓа од Белгија се потпира на хиндуизмот и влијанието кое што го има во нивното музицирање, така што има доста инструментални композиции, импровизација, имаат хеви призвук, психоделични елементи кои што се комбинираат со нивниот стонер рок призвук, така што блиски се до Малмилион на други бендови кои што го истакнуваат нивниот инструментален сегмент, како што Ристон тоа го правеа, например, на времето и се уште го практикуваат. Наксат имаат влијание исто така оставено за музицирањето на овој бенд. Така што, доколку сте љубители на инструменталниот стонер рок, дефинитивно треба да и преслушате Apex Ten и композицијата Годавари, која што се наоѓа на нивниот нов студиски албум Ашарај. Вие го слушавте 109-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализира првата сезона на серијата Dead Ringers. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рокот 2 часа ве нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!